Конструирање и кодирање робот кој автономно ќе се движи и ќе овозможи помало загадување и почиста околина беше задача на тимот ученици од Средното општинско училиште Никола Карев, кои заедно со нивните ментори и професори беа во неколкудневна посета на Талин, Естонија. Станува збор за активност во рамки на проектот од мобилност екопријателска роботика. Учениците велат дека искуството кое го стекнале е големо. И запознав навистина многу нови пријателства, добив големо искуство што учествував на овој проект и би сакала да продолжам да учествувам на вакви проекти и се надевам дека нашето искуство ќе се надополнува се повеќе и повеќе. И од Естонија се враќаме со многу нови знаења, со нови пријателства. И во Естонија ги искористивме нашите досегашни знаења на проектот, видовме како светот работи, како се применува технологијата и роботиката во многу понапредни земји и како овие нешта можеме да ги искористиме во нашата држава. И се враќам од Талин со многу нови искуства, многу нови пријателства од сите земји и многу сум благодарен на овој проект. И мило ми е што имав прилика да учествувам на проектот од нашето училиште. Учениците имале неколкудневни активности заедно со нивни врсници од Естонија, Полска, Португалија, Шпанија и Турција. При тоа да се запази таа мисија на целиот проект, еко-френдли, значи конкретната задача беше поврзана со мисија Green Roads или зелени патишта. Веднаш почнаа со работа во уште првиот ден со исклучиво комуникација на англиски јазик. За да нема јазични бариери, разлики. Сепак имаше таму ученици кои што добро го владеат јазикот, ученици кои што помалку го владеат и сепак најдоа начин како да комуницираат меѓу себе. Почнаа да ги работат задачите, имаат 2 дена, понеделник и вторник, да тоа го направат и наредниот ден, односно во четвртокот, да ги финализираат работите и да ги представат своите решенија. Проектот Мобилност ќе продолжи со реализација и во наредниот период. Во понатамошните проектни активности ќе бидат вклучени други ученици кои се дел од поголемиот тим, велат менторите. Тоа е една од главните цели на самиот проект, односно размена на ученици во поголем број, се со цел тие ученици кои ќе се вратат во државите од каде што доаѓаат да го пренесат своето искуство кое што понатаму го стекнале. Наредна мобилност која што треба да се одржи е веќе идната година во февруари месец во Португалија. Заминуваме со други 4 ученика кои што веќе работат во проектот и се вклучени во самиот проект. Следува период од 2 години, каде што на временска растојание од околу 3 месеци секојаш ќе имаме различна мобилност, односно размена на искуства и на ученици и наставен кадар во земјите учеснички во проектот. За успешно спроведениот проект и постигнатите резултати, учениците се стекнале со сертификати за покажан успех.